Здраво, другари, здрава криптореволюция. И да, у преходното видео, ако некој успее да примете, не сум сгрешил, да, детето го стварно рече тоа. Или се збрка, или поема нема што зборе. Значи, децата ни се на тај левел што не може да се концентрират да состават една реченица. Мобето, другари, ово видео одеме само за крипто. Мобето е денеска елитата па ги изигра сите, значи 7, скоро 8% и повише беше, 8,5%. Лед е типично за тоа што Трамп го заобиколува Иран, 100% ќе се случи, ќе го нападне, само што не го нападнал понеделник, вторник, среда, денеска ништо не се случи. Мобето е сите почнаа да стават дека ќе падне надоле, дека ќе падне уште повеќе, како што кажав во претходното видео, до 58 ќе падне, ќе ги повлече уште многу алткоините. И што се случи? Комплетно спротивното, као демек расипал се. Дали носач на авиони може да се расипе толку лесно? Да. Одека во пенкала, брачи. Сач баш. Добро што не се гледа, валјда. Не се гледа, нели? Да. Малерите декс, значи неките да знаат че во пенкал. Тоа е пенкал, одек се појави тука е голема мистерија. Ама после ќе го фрлеме. Значи малера го најдоме. И гледате одма литна. За фрканците настрана, другари, гледате елитата ужива да си играе со самата берза, дека дали толку лесно може да се расипе носач на авиони? Да, ја имам работено на Royal Caribbean, Бринесов да си, брод околу 3000-4000, не се сеќавам колку беше точно екипаж, и дури ако се расипеа неколку тоалетни, врна ми се тоа прозивањето, ако се расипеа неколку тоалетни, ако некој успееше да ги затне, сеќавам се дека паркиравме се на пристаниште и сериозно доваѓа, нели, техничари, мајстори кои се викат да го оправат. Така да тука мобето е дека као демек новинарите, морнарите и не може да се концентрирам ја. Морнарите по толку многу месеци на море, значи американска работа, дури верувам дека е што се вика точно, дека е можно да саботират намерно носачо, да се случиат тие проблеми, пошто ги видовме, брат, постојат. Едно е ако ги каже, ако не видовме слики и видеа, е тактичко, нели, да увлекуват. Ама кога вики видовме сликите и видеата со тие сите там вициња што се комплетна во, нели, у хаос состојба, значи да, можно е да ги саботират, не дека они не ќе да војуваат туку, едноставно тие не сакат да седат со месеци на море. Тие не се навикнени, брат, на тоа и се саботира, да речеме, и замисли си ние луѓе у кој свет живееме сега. Значи ние сите чекаме бул маркет, ама ајде бродот се расипал, носачо треба да оде укрит на пристаништето, нападот се одоговлекува, а Иран никако не попушта и берзата лите навара. Значи ние имаме толку многу позитивни информации. Криптопредседател, става крипто луѓе на сите позиции, неговата фамилија ќе има биткоин майнинг компанија голема. Тоа е еднината, само што него е подпишал у април каже го да има стратешки резерви, скршам го пенгалото. Кажави дека е малерска, брат, таа е таа. Дека има стратешки резерви Америка и де факто и цел свет. И сега дојдеме, замисли си, брат, комедија ми е да го почнем подкастот, дојдеме ред со носача на авион се расипува, носат го ово и као демекева да го влечува се нападо и берзата рипа. И сите милиарди и ги собраа на овие што играе коцка дека 100% ќе го нападне Иран. И утре траман уште ќе стават понагоре, овај па стварно ќе нападне. И јас си извинал. Али ми се врна прозивањето, кој што се беше изгубил негде Америка. И што е мобето? Јако ви зборам теорија на заговор, кога читам дека се е битно. Еве, брат, замисли си ти да фанеш, има луѓе што се фанале трейд
дека бродо се расипал, тие американци се коцкат на сеживо. Ама тај фанал и трейд, можам да го најдам линку за да ви го покажам. Фанал трейд со тоа што преценил дека бродо за тоа што се расипал, он бил воен, дека ќе се, нели, кога се повлечува тај еден носач, се повлечуваат и морнарици и нели тие и другите бродови, како се веа разорачи, се повлечува и де факто, нели, нема да нападнат. И он ставил дека биткоин ќе лита. Пази 8%, не знам на колку леверидж беше, ама ба ги беше фанал. Мобето шо е, замислете си, брат, криптото е луда работа, брат. Овај маркет е луда работа, со тоа што ви викам, гледате, на може да се фане некој трейчи, те на овакви работи. Замислете си. Може да се фане трейд, се извинувам, може да се фане трейд, замислете си, на носач на авиона дека се расипал и ова е поврзал логиката дека нема да се случи напад и дека овие ќе го напумпат. Брат, ја да го кажав во овој подкаст преходно, ја мислам дека ќе направи лут. Мени така тука ме веќе направил лута, па замислете си го ова. Али кој е другото? Значи, луѓе, сите генерали го советуват да не напаѓа. Али ова е, братче, е непредвидлив председател и ние не знаеме што ќе случи. Сите кажуваат дека ќе го нападне Иран. По теорија на заговори, по се, ја не знам, Кина и Русија. Брат, ово го бев изгубил, сега би се врна. Кина и Русија мора да имат договор. Ако се случи тај напад, мора да имат договор дека Кина ќе си го земе Тајван без проблеми и Русија треба да земе многу уште поголема територија од Украина. И де факто, јас се извинувам, де факто си го поделија целиот свет, пошто Иран не смее по правило да падне затоа што НАТО и Америка се поблиску до Русија. Тоа е финална точка. И ако се случи вистински напад, тоа ќе биде Америка ќе избомбардира се живо ќе уништи, ама без копнена инвазија. А гледаме донатре ништо не се случува, немаме револуција, без копнена инвазија Иран не може да се рестартира. А ако председателот Трамп однесе америчка војска на копнена таму има сериозна армија што кога збореме дека америчка чизма ќе стапне на копно, тоа ќе биде лошо. Тоа ќе биде голема војна. Огромна војна, која што нас зашо не интересира, ќе биде многу лошо, брат, ние ќе треба да чекаме до декември, брат, 2026. А можеме да чекаме и март, там 2027 март. И после ќе викате, брат, ти не ли кажа 2025. Брат, јас зашо ја викам? На таа криптоакадемија ќе учам луѓе тие сите информации, колку и да звучат смешно дека некој си носач на авиони му се расипале тоалетите, логика е дека тај мора да иде на сервис. Ако он иде на сервис, треба цела флотила, брат. Тај вика, шо е, врска, брат, еден брод се полечел. Хало бе, носач на авиони. Следат го подморници, следат го други танкери, следат го разорачи, како се вика овие, следат го и многу други помали бродови, тоа се живо се повлечува. Америка кошта милиарди веќе ово што се заокружени. И ово е најскапиот блеф во историјата, брат. Ово е најскапиот блеф, значи ти имаш генерали што си ги сменил сите, затоа што нели уште од времето на Бајден се плюс, ама плюс и кажуваат дека нели не му дават комплетно подршка на Трамп. Разбираш ли? И овие ми викат, брат, што има врска. Брат, се има врска. Се има врска што ќе се случува и позитивно и негативно. Посебно ово негативно што се спрема е многу битно за ово. Гледате дека сите го известуваат тоа. Додека ово човечето на BlackRock гледаше направил за 84 милиони биткоин. И ферли ова. До вчера продаде симна, сега, брат, чекаме сите напад, нели, ќе паѓало уште, брато, што ово нели инсайдерски. Значи, ова ги прв добил информациите, што си века. Оно just, само што, утре са бајар ги купил. Ово е, не можеш ти 84 милиона, брат, како ќе ги купиш ти 84 милиона? Значи, тоа треба да е спремно, да е трансферирано, надено и буп, купи се на оваа цена. И лита. Значи, секоја информација е битна. А нашите немат време да гледат таа информација. Еве замислете си, можеме да фанеме, што се вика, ја не би, нели, препорачал, затоа што
нели не со финансиски советник, ама еве имаше луѓе што може да фанат трейд на една смешна, што изгледа смешна информација, а не е баш смешна, се вика расипан носач на авиони кој што по сите логики треба да отиде на сервис и де факто е тај стратешки дел, нели, што го покрива, да речеме, не може нели Трамп да се дозволи генералите напад без таа клучна флота, да речеме, што секоја флота игра улога, криптото излета нагоре. Јас зашо ја викам? Се што ќе прочитате може да ве однесе до бенефит. Лошото е што многу луѓе пишаа, брат, ќе чекаме да падне на 58. И ја упорно и викам, луѓе, нема што да чекате. Имаш пари, треба буџет, тај ден имаш, окей. Ама малку се, не се малку, колку толку, цап, 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 цап. Купуваш. Не падна. 7%, 8 ќе фаневте. Мобето е, елитата, еве, овај шо не чека да падне на 58. Ама не знае, не може да процени до толку. Имат инсайдерски имат ама шо не чека да падне на 58. Колку купи се. Додуша може утре да го мислам сега да го продае после на 8%, па да го сринат, па стварно да го купе на 58. Значи луѓе, секоја информација е битна, брат, да се следи. Шо уствари? Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There's no second best. Ова е... Леле, кој се викаше филм го забрав името? Умилен филм си го забрав. Али не, мислев сасвим нешто дека е друго. И чека, ово беше уствари. Tens of thousands. Fortunately, in recent years, the U.S. government has foolishly sold tens of thousands of additional Bitcoin that were worth billions and billions of dollars had they not sold them, but they did sell them, mostly during the Biden administration. Not a good thing to have done. From this day on, America will follow the rule that every Bitcoin knows very well. Never sell your Bitcoin. That's a little phrase that they have. I don't know if that's right or not. Who the hell knows, right? Who knows? Who knows? But so far, it's been right. And well, let's keep it that way. Fortunately, in recent years, the U.S. government. И брат, да поврзам со Кочен, значи ја викам, имате председател на Америка, излага и вика биткоин да не се продава, да е било немало да се продаде биткоин кој што денеска вреди милиарди, и имаш тука луѓе кафе шема, дигитално не писмириш се лут, ме вика ти си ненормален, брат. Вика, какви биткоини, какви глупости вика ќе продаваш? Значи, де факто е председател ненормален. Замислете си, излага пред цел свет, па и пред цела македонска, па и пред цела америчка јавност излага и лупа глупости, брат. Значи, ние живееме у свет дека овие брат укочени знаат се шо како е, од дека како е настанала топлата вода, ама председател на Америка се глупира, замислете си, пред цела светска јавност за биткоин да збора, брат. И овие ме викат шо збориш истото, брат. Па брат, замислете си, ние имаме као кочени брат кој што има право на глас. Замислете си, кој што ги мрзе да се описменат. И јас сам дојдел и плюс ненормалните, брат. Значи, не и се следи информација, брат. Замислете си, брат, не и се следи, не сака да се го подобрат живото. Тој е магарешки и наед. Не сака да се го подобрат живото, брат. Замисли си, еве, ја од кој левел сум стигнал, јас седам и се чудам, брат. Шо и нате, гле, барем да ти изслуша. Па после ако треба една недела, една месец, една година ќе сване. Ама да ти слуша, то не дава да отвориш устата, брат. Не ме интереси. Абе, брат, чек, не ме интереси. Ама гледа таа жена, да. Ама гледа таа составила, да. Не ги интересира, бе, човек. Замисли си. И шо интересира? Брат, ти си криптомилиар, дај да јадеме да пием. Тоа е да земеме да си собереме горе на осово, да си стопанеме, да земеме 3 диви свиња, да ги земеме и да умреме таму горе, брат. Јадете колку, јас стварно да не грешам душа, би ги одведел на осово 20 диви свињи, јадете, брат, и стопанете се, брат. Ама треба да ги носам на душа. Замислете си, ти викат, брат, дај да јадеме и да пиеме, само да пиеме, да јадеме, си журкаме. А мало, дај да отвориме компанија, да научиме за бизнес, да научиме да видиме шо е ова и шо збора, брат.
да го подобрите живото и на тебе, и на твоята фамилија, и на деца, и на сите. Додека не е фул имплементирано. Да научат да не, бе, брат. Не, и над. И јас се повише нервирам за нив од колку они, бе, брат. Не знам. Дојдем да се изнервирам раче за нив. Страшна работа, брат. Чега сега шо беше да Dutch Minister of Finance he just announced that the treasury tax. Брат, тие работи што ги споделив, ми ги изгледа избришаа. With market source and bill crypto stocks explode. Значи тука ово како го изиграа. Не, ја треба да идам, јас затоа сакам да идам кај Иван Ивановски од сапорт, сакам да идам да видам од кој во какво ги собират тие информации. Во беше денеска доста интересно. Значи маркетот да срине, па да се случи овоа, па криптото да експлодира. Тоа не се мали проценти, иако ви изгледа дека се мали. Треба многу да се следе, другари, овие ги измениат целиот процес. Треба да се следат многу повеќе информации кои што македончето братче нема да ги следа, ама Славе работи на тај дел. Работи на тај дел да може многу практично да се пролистат сите тие информации. We're in the midst of right now. Do you want to talk about the crypto winter that we're in the midst of? Ние беме сериозна криптозима, другари. Тие што преживеа, мислам дека имат голем бенефит. Сериозна криптозима. Овие што не продадија и што преживеа, брат, збореме за најсилните досегашници. Што останаа? Because of support from regulators in Washington. Yeah, Tim, it's a really good question. I think the observation that we've seen this before in Bitcoin is completely accurate. We've been helping investors gain exposure to Bitcoin since 2017 at Bitwise. We've been through bear and bull markets, those 70% drawdowns that you mentioned. So we've seen this before. We're used to this kind of volatility in crypto, and our clients expect this kind of volatility. Now, I do think this time is different than before for a number of reasons that you highlighted. We have massive long-term tailwinds that we believe will propel the market higher over the long term, but investors get anchored on short-term news and negative headlines and this volatility that they're seeing, and they forget the long-term thesis for Bitcoin has never been stronger. We have regulatory tailwinds, we have institutional adoption, we have the rise in demand for hard assets like gold and Bitcoin. All of those things are long-term catalysts that we believe will push Bitcoin significantly higher over the next 5, 10 to 20 years. Луѓе, тие у Крипто Академијата што ќе си граде портфолио. Нема да има стрес, јас сум тука, граде си го портфолиото, кулира. Чекаме го бул маркето, да се види што може да се профитира и си продолжат да си градат, брат. Значи, дисциплина, да си изградат и ќе кажем ја што треба да прават. Значи, ако јас сум го обрнал за 2,5 недели цел град со најбогати, најсиромашни, средна класа, од сите работни позиции, може да ви кажем дека вие нема што да си губите времето, брат, да раскажувате за доста е да споделите за Крипто Академијата, да ставате на Инстаграм, нема што да и филозофирате. Ако може да најдете, нели, други луѓе што ќе дојдат, што сметате дека се приближно на тај левел како вас, нели, не е да дојде у Академијата да кука, да може да издржи па леле дека изстави в парите. Треба дисциплина и стрпливост. А ако најдете луѓе, други, разбирате ли, кои што нема утре на главата ви се качува што се вика, ајде шо биде, попуст добива, за еден човек 10% попуст добива. Брат, најди 10 луѓе. Брат, де факто, испаја, ама не може, треба 10 нели да биде заведен дека да не испадне овај без пари, нели,
9 луѓе наѓа, да речеме, плаќа само 10%. Замислете си. Тие другите 9 са, како што вика еден, слушам вика, брат, то пирамидална шема, не ли? Брат, не сам таков, идем што со топлиот чај или не пием ово какво каже го кафе, идем со топлиот чај да го треснам главата, шамар да му дараш бокс, треба брат да го лешиш. Му викам, ало ти слушаш ме што зборам. Значи академијата вика $1000. Ако најде он, викам, 5 души, ќе му биде $500. Да, викам, другите треба да платат. Да, викам, другите треба да платат. Разбираш? Вика, тоа е пирамидална шема. Вика, он ќе ги навлече другите, вика да ги преве да купуват крипто. Викам, брат, он доваѓа у крипто академијата, зашо верува у крипто академијата? И за тоа што верува у ово, каже го, биткоин. Гледа дека е реалност, разбираш, гледа дека председател на Америка сврзале логика. И треба да најде и други што се сврзале логика, за да дојдат. Да вика, ама тоа е пирамидална шема. Зашо е пирамидална шема? Вика, ти ги продаваш биткоин. Човек, не продавам ја биткоини. Значи ти ги учиш со собствен волет, со собствен пристап, со собствени пари, само они да имат пристап на купи, продај на портфолиото. Ја треба само да направам како да изгледа. Они треба да одлучат. Може да имат такво портфолио, такво портфолио, такво портфолио. Разбираш? Може да биде високо ризично, сигурно, до душа високо ризично со процентите. Не 100% високо ризично портфолио се прави. Брато, вие луѓе пробаш да ја збориме за луѓе што завршиле факултети, брат. Ја више престанам да зборам со луѓе што завршиле факултети, тоа што ја не може да го завршам тај факултет. Ја треба да зборам со луѓе што се средно, разбираш, тие луѓе повише ме разберат од што се од улица, од терен, од кога ја навиеш и филозофирам, брат, што пробам да му објаснам. Ја му објаснам, оној вика пирамидална шема. И после ми вика, зашо не спаеш на кафе со нас. Не знам. Ово ќе треба да си купам ја Б комплекс ли бе апчињата, брат. Ја ќе треба да си купам, ја живи се ги жувам, со извинение што се. Б комплекс треба да си купам апчиња со овие, брат. Ово како може да те изнервира, никој не може така да те изнервира. Милиарда прашања те бомбандира и ти не можеш, брат, да кажеш нешто. Значи он постава прашање и го одговара прашањето што си го поставил. И ја го гледам, си викам, брат, ја со овие луѓе, брат, не може да излезеш на крај со некој што сам си поставил прашање и сам си одговара. Ти му викај и вика, добро, ако имаме еден биткоин, вика, како ще ги учиш, вика, да си продавам куките. И вика, ако изгубам, после викам, шо? Викам, ја ќе ти купам куки. Куки ти купаме, брат. Купи, викам, за минимум 2 bull market, да е сигурно. 2 bull market е минимум. Викам да виж колко имаш. Сега, викам, до кога е тоа? Викам, до 2035, да речем. Деки живеам. Чекай малко, че си огледал видеото, шорчов видеото. Да, вика, да вземам, вика, и на баба ми, да вземам и на вујко ми, на сите куките, вика, да ги заложим, да ги продаваме. Викам, супер, убите бабата и вујкото и сите, продадете и куките, идете живеете у некој хотел, рентајте. У шатор, викам, живеете, бе, брат. И вика, ти тврдиш дека 2035, вика, ќе биеме многу побогати. Ја, викам, тврдам дека 2035 со сите тие куки што сте ги продели, ќе купите зграда. Втори 25-ти, мобето беше денеска на чај. Да го има и у подкаст. Тоа е мобетите, шо правиш? Лодам со луѓе што знам дека имат пари, разбираш ли? Знам дека ги трошат на глупости и викам, брат, еден биткоин кој успее да состави, брат, ти си се пензионирал. Ти си се пензионирал, ќе бидеш шокиран. Че ти си 40 години сега. Така ли? Викаш на 60 леле, не знам што ќе биде со ово, со оно. Ти си 40 години. Купуваш го сега. После 20 години ти треба пари, така ли? Ми викаш. Да. Викам, взимаш добра плата, да. Може да ренташ, да. Може да вземеш такав кредит кугите, не. Окей. Имам висши кредити. Окей, супер. Намали ги кредитите, т.е. затвори ги кредитите, со рестото купи, нели, за да не ти влечат, со рестото купи, викам, еден биткоин и чувај. Колку процент си сигурен? 17 години, бе, брат, ще унес да го имаш мобето. Не съм го јас мислил. 17 години и пред тоа сите знаете, не се сеќавам на која цена го бев кажал. Значи, луѓето, брат, да го направивме тоа, ќе
И после сме го повторували мобето. Па повторяме мобето, затоа што он го видел, слушнал, правиме го мобето надвор и он вика, брат, тоа е невозможно. Ама чеше го со извинение газенцето да му потврдеш, да го бутнеш, разбираш. И реално ви кажав, да си другари кажав. Криптоакадемията за вас е $2000. Брат, да. Нито има subscribe, нито има лайкче, нито никош поддршка. Ама ние оно не. Супер. И аз дадов збор. За тие што ме следат, тоа е намалението. Криптоакадемията е $2000 за моите другари, приятели и роднини. За сите други е 1000. Ама не се сите приятели, нели, ама не се вика сите во приятели, кажи го како вика ки наплатиш 1000. Па викам, тие не ме знаат. Нели, кој ќе до академията е 1000. Разбираш, ама не си и они не сте гледале видеото. Да, ама он не знае за мене. Вие знаете 12 години. И 12 години правите ненормален. И сега, брачи, сега тоа е одмаздата. Да ве тепам, нема да ве тепам, одмаздата е таа. Сакаш да доедеш 2000? Брат, да бе, брат. Јас сум кажал у подкаст. 1000 попуст е 1000 за сите што ми давале поддршка. За вас е 2000. Значи, гледате, академията е 2000 за моите приятели, другари, роднини, братчеи. Кажи го, за вас сите е 1000. Значи, имате $1000 попуст. И ако најдете други луѓе, викам, имат по 10. А ние ако најдеме, не. Вие ако најдете нареден човек, викам, ки дајете плюс 10%. И гледат, минус ли? Не е плюс. Ки дајете. Како така? Така бе, брат. Така? 12 години. 12 години ми немаше нигде. Не ми трябва да сега, брат. Не е таа истиот криптогуги, брат, пред 4 пати се довајам од вакове, брат. Да ти пишат среќен родеден и среќна нова година другари што си израснал со нив. Ке јадеме, ке пиеме, Ке јадете, ке пиете, ама од вашите пари. Не од моите. Моите пари се за криптоакадемията и да се дружим со луѓето што се ме подржувале. Ке успеам да ги ширам. А не со тие што само те чекат и те гледат само ко трупче пари. Пошто мене повеќе градо, ко спаднав ме частија, луѓе што сакат да седат со мене, не ми дадеа, знам се станали видели, платили без ја да знам, што му се скрафи на келнерот да не смее да взима така. Станале, платиле без ја да знам. Значи сакал да седе со мене, брат, и да ме чуе, да ме види, а не овие, шо, дај на кафенци, дај сок, дај уште еден джус, дај топлчко. Брат, ја може и ово да купам, магацино. Брат, тоа е простокја и лакомост. Као не видел, брат. Кој пие, бе, брат, кафе, чај, сок цеден, какао и некој си, не знам кој се викаше едно турско таму, сега ще го пиете, сафетли, не знам кој се викаше. Келнерите и се смеят на такви некој што се дава. Келнерите вика, брат, какви се бе паразити? Викам, нека му здраве да се претворе. Нека, седел си еднаш кај крај. Што се вика луѓе паразити. Разбираш, тоа се вика луѓе да ти изцица енергијата. И после криптогуги не бил достапен. Не сам, брат, достапен, брат. Ти го гледам акъл, разбираш. Не сам достапен, разбираш. Значи, ке име да јадеме, така ли? Брат, јадеш пастрамалија, пиеш 5 пива, така ли? Дај, брат, виски, дај, брат, коктел, дај, брат, шо имате ово, да. Брат, ја јам да платам. Прво е некултурно. Као да ми чек се, су милионер. Да. А купили си куќа, никош не честеле. Купили си кола, никош не честеле. Вработили се 3 позиции јаки, никош од платата, од прва плата не се честиле, ни по втора плата се честиле, ниту ништо. Ама дај да јадеме да пиеме, со години, брат, дај. Ама вај си дојде од странство да јадеме да пиеме, тај секош не честела. Брат, тај рмба од сабајле до вечер и доваја тука да се курчи, као дојде си од Тангузија. Јадете, пиете, брат. Такви другари не им требат. Мене ми требат вакви луѓе, као Славчо, као Криптоакадемијата, луѓе, разбираш, као Стар Атлас, дечките, брат, да се дружиме. Мен не ме страва утре кога се жена на свадба, сега да објавам, знам дека ми дојдат 10.000 луѓе, брат. Немало да ми дојдат другари, немало да ми дојдат комшии, роднини, пријатели. Сачи, баш. Ја од 12 години ујдов во Америка да научам некои работи. Не ујдов, брат, там како туку по Европа да
ръмбам од сабајано вече, дом тука да ги помам да речете, овај си дојде од Италија, овај си дојде од Швейцарија, брат, гледај, јадење, пиење, леле, гледај му кола, пешки ќе брат. Пешки ќе. Гледај му кола, Ферари не ли зимаш? Ево, сега викам, заглави тука у Грција на пристаниште, викам, да, викам, брат. Заглави нешто, тие гуми поголеми земав, не може ја континјера да влезат. Брат, да бе. Среќа што може да креирам оно, брат, каква простокја, човек. И тоа полтенцето, леле, брат. Колку пари? $1000, викам, ама ја го земав за 30. Како бе? Викам, Роси Маршал се праш кој знае, у Америка има специјални. На старо ли? Да бе, викам, тај типов, викам, го варна и викам, ја го купив. Да, викам, купив го, од $1000, од $500 заштедив, викам, на $30-40 го купив и рестото ги ставив во биткоин и направив, да бе, брат. Што они прават бош мобет, да речеме, и ја ја браќам со тројно. Тоа, другари, е зашо немаме држава. Колку и да ви звучи, брат, ама не е крипто ово, се е, браче, битно. Само еден совет ќе ви давам. Внимавајте со кој одите на кафе. Ако нема со кој да идете на кафе, подобро идете сам. Ако нема со кој да излезете по креката се прошетате, подобро излезете сами. Ако некој ве ностоп иритира од друштвото, ностоп да ве нервира, тој е енергетски вампир, подалеко од тај, брат. Дури некој член од фамилијата кој дистанца, нема шо, така ли? Така е. А не е така е, брат. Ама така е. Не си губете енергијата. Не си ја губете, брат. Ја имам сила, јас сум 40 години. Имам сила да ги дописменам тие кои ќе ми улезат. Ја имам енергија. Ја може да му одбијам таа енергијата. Преска 20 ги направив пепел. Со зборови ги направив пепел, не знаеме на дека да фанат. Они се шокирани, они се крипто гуи, полека, брат. Каков крипто гуи, полека, брат, малку, биткоин, чекај, брат. Има енергија која се баваме, има моменти нели кои сме сериозни. Внимавајте со кој сте обкружени. Ако има некој таков енергетски вампир, што ги викам, цело време, брат, да ве нервира, да ве иритира, вие нема да може да успеете ни академијата. Нема да може да успеете да се концентрирате, брат. Не ви треба да ве знаат кој сте и шо сте тексти. Ја јавно излагам, ја нели планирам го рестарто. Вие не го планирате рестарто. После на финалето, кој ќе завршиме, бул маркето, излаваш, викаш, гледај. Па сите што се смеале со тоа дигиталното, братче, волече поглава, братче, се вика. Само го постираш. Ждинг, па нека плетат приказни. Брат, на среќа фана, па на среќа купивте, на среќа ово, на среќа оно. Внимавајте луѓе со кои се дружите. Сите што ме видеа, кренувам сам. Целиот град го биколам, кој треба да го сретнам, го сретнам. Требаше да сретнам мајстор, на мајстора на Литав. И тоа на најефтиниот и најквалитетниот. А некако оние другите што ми ги препорачаа, ти кажуваат тројно поскапо и неквалитетно и те од Америка чек има наплатеме. Значи сам уидов од тука, недов го мајстора, сам уидов од тука, недов од дека да купам тоа. Сами луѓето дојдеа, викат, брат, да не треба тоа. Ако ставев камера тука, брат, ја не знам шо не земав една GoPro камера или онаа другата маленката и купив тука $350-500 колку се овие ги микрофоните, ја требаше, братче, да земам да снимам, брат. Планирав го тоа, ама толку бев воодушевен, нели таа енергијата, што забравив, брат, на Карапана така. Да земев да го снимав целото ово шоу, брат, ово ќе беше серијал за Netflix, брат. Серијал за Netflix. Јас сум искрен човек, јас си кажувам, нема во тука подкаст да седам, да читам тука, као латас да се облечем, да читам, да... Ја кажувам реално, брат, што се случува и го пренасам, разбираш? И многу луѓе вадат бенефит од тоа. Смејала се, не смејала, бај, гледа што зборува. Брат, јас сум реалист. Зборам си, паметните луѓе може да проценат, брат. Зборам си реално што е и како е. И ќе ви кажам, внимавајте луѓе со кои се... Ако некој ви изнервира, луѓе, не кажам, брат, добро, ти на таа страна, он на таа страна. Нема потреба да улавате у
у клинч и не може, тай се го држи, нема да го попушти тоа. Разбираш? Што е битно тоа у криптото? Па и у криптото утре у академијата да се склинчате со вај, со нај, нема никаков резултат. Треба да изградиме заедница на луѓе што ќе скопаме информации и сите ќе имат бенефит. Разбираш? Што значи во крипто академијата? Сега ви објаснив зашо се плаќа. Замислете си овие сите, јас што ги запознав. Викате брат да дојдем у крипто академијата и ја и кажувам $1,000, они ама вака викат да дојдеме ли? Замислете си ги луѓе да ви ги донесам сите овие јас за 2 полнедели што ги запознав. Па ги се обесите, брат. Ја ви гарантирам дека ви тај ден вика еден што имаше со мене. Вика брат ти вика Господ е пратил. Зашо? Вика брат ја овие до сега ќе ги избуксирам вика сите. Како вика ги репаш вика ги решлаш. Шахмат брат, ниту те паи нешто со зборови. Бам бам бам, оставам го, бам 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 бам. Отредението кој виде на другата страна фаќа. У фаца брат, не ама на овај кажал, но нај кажал. У фаца. Бам бам бам. И овај вика брат, ја не сам видел овакво нешто. Па вика брат. Гледаш? Ќе пукне, пола луѓе по фацата се познава. Брат, удрија ти црнпечат. Не, викам брат. Не. Ја и двата пасоша ги бе вземал. Викам, не брат, гледај. Брат, и тие вртеа на аеродрома и тие врти. Добро. Не вика браво 1%, 0,001%. Речо, браво брат, шахмат, леле, победи ги американците. Овие другите брат ще се радува брат да ми дадат црнпечат. Замислете си. Не вика брат, леле, кој шахмат го направи брат. Уиде, прочита Америка 12 години, попростија ти ги сите кредитни, дебитни и чуда картички, донесеате тука, братче, па и пари ги ти дадат, разбираш ли? И свето го помина со изминат пасош, што се вика, разбираш ли? И шахмат на аеродрома не ми отвори куферите, затоа што ја покажав ливчето, дека нема зашо да ги отварат со 6 куфери, брат. Вместо да речат, како оние 0,01%, што викат, брат, 0,01%, што викат, брат, браво, брат, кој е за филм, вика, што си го направил шахмат, вика, заебаги сите, и црнпечатина, и па може да идеш, нели, на туризам и се, овие, брат, што му кажеш, брат, дека не ми да дадат црнпечати, не знаат да скрият фацата, очите не лажат. И тај замислете си ти да го викнеш у крипто академијата да го учиш. Без пари. И да те плюка. Па тоа, братче, нема да биде. Тројно, брат. На тие некој што прави мобет, следниот пат кој сака, тројно. Тие се обични луѓе, нели, откочи. Тројно за мобето што го направил, тројно, брат, ќе биде за тие. Ако некој случајно дека платил $3,000, ако некој да се каже го тројно, брат, ќе му наплатам. Не. Од се прават паметни. Не ми треба да мен ниту ќе. И тие 3,000 што ги дај, ќе ги дам донации. Ако мислите дека ми требаат неговите пари. Брат, само така се граде компанија и лекција. Ама брат, ти треба со сите да бидеш фин и добар. Да, бе. Со сите треба да бидам фин и добар, да ми скачат на главата. Не. Ама платија ти 1,000, овај ќе ти платил 2, онај 3. Не. Има си правила компанијата. Така, така и така. Ако е дадел пари, не значи дека може да ти качиш на главата. Ако си дојдел ово, разбираш, дојдел со неговиот круг тука као кочени, не значи дека треба да се качиш на главата. Треба да си држиш, брат, направен твој свет и да се држиш од тај свет. Ако кренеш со нив, брат, ти не биткоин, не крипто, некаде, ништо, ја ви кажав таа сторијата најпознат. Ти седнуваш, гледаш академијата, леле, брат, го ги кажа за крипто академијата, чекай да изгледам уште 20 клипа, чекай да изгледам уште ово, разбираш, изгледуваш ги, викаш, леле, верувам крипто, ом да купувам, излаваш тука, кажуваш на комшијата, брата, бе, слушнали го крипто Гуги, вистинска сторија, слушнали го крипто Гуги за ова, глупости ќе слушам. Чекам малку што зборувај. Ај подоле, бај. Брата, бе, комшијата слушнали го крипто Гуги за биткоин, глупости тоа, пирамидална шема. Спајуваше спрат подоле, бе, комши, знаеш крипто Гуги. Чув там на Инфомакс нешто зборе, ама не го разбирам, глупости е тоа. Спајуваше не спрат, тя па на предпоследни живеам. И другите комшии. Брат, глупости. Одеш тука, една пиляра, две пиляри, една сендвичара, друга сендвичара, боричилница, да не фалсифирам. Крипто Гуги, сите чуле, сите виделе, никој не догледал, само поштили, прочитали наслов, тоа е глупост, тоа е преминал шема. И ти си се предомислил, виж седнуваш на кафето и тука келнерот те вика, брат, шо биде, шо си изнервиран, вие ми кажа за крипто Гуги, глупости тоа, биткоин, ја не гледам тие работи, глупости, брат, ќе ти земат парите, дај да имам да го платиме 5 спортски,
5 левчиња, по 50, по 140, дай после ќе на казиното. Пази, ово си има случайно. Луѓе што ми кажа, вика, брат, ти тоа што кажа, вика, ние го пробаме, вика, и така испадна. От ја го имам кажано ово многу давно. И вика, и овие земале да видат дали е така, како што сум кажал. Разбираш, излава, вика, дома и кажувам. Мал град и истото сите му кажале. Нема еден комшија, пријател, да речеме тие што ме познават, што гледат, нема еден да рече, брат, излегнав и сите ми речеа, да бе, пробај, види со мала сума, испитај поубаво, па ќе ми кажеш. Не, одма е тоа пирамида, глупости, вие сте сите ненормални. Значи, ние сме ненормални што новеме на работа и сме пријавили да сме направили пари и сме открили нешто, ама вие што од мама и тато сте земале за факултет, што никош не сте работили, зборам, нели, по живи примери, што знам дека се плукале, сам луд, тие се окей, така ли? Што не знае сега вече дали се ќе му земели работа, што не знае сега дали кажи го ќе дочека пензија. Значи тие се мозоците, ние сме глупите. Братче, ќе си платите, ќе си дојдете, братче, ќе си легнете на брашното, ние да си улеземе во академијата. Че тука, братче, да се улезем, ја мислам дека овакво нешто ако се десе полакочени, ако не и 90% ќе умре од дах. Ако се случи оваква некоја експлозија, да летне 300.000 биткоин, човече, одма сите ќе бидат. Крипто, гоги, брате, Брат, извини. Извини, братче, ти тука стои, ти тука стои. Крипто академијата, брат. Тоа е фамилијата. Разбираш? Няма повеќе да кажа, шо ќе ти платят $1000 и викам ќе плати $1000, ќе гледам да немам сметки. Ако требате туку корно, викам ќе сеам, брач, додека нели направат мајсторото прашината да седам, викам, да успееме, викам, да ги тие 1000 направам многу повеќе и после следното, нели 4 години да речем да успеам да врнам, дури двојно да успеам да врнам, дури тројно да успеам да врнам, 5 пати, 10 пати да врнам, замислете си, брат, тие ако не умрат од дах, ја те, брат. Ако не умреа од љубомора, да ме плукате, брат, нека видите. Ќе се разболат, тоа ви го гарантирам, брат. Кој кажа, викам, тоа ми е планот. Ама ти не ли е планот да изсобереш паричките? Брат, ја викам, ќе отварам академија, за да се потрудам тие пари, нели, ако веши психологијата е таа дека платил и ќе дојде и ќе се концентрира, и тие да успеам да ги направиме, века, нели не вземеш паричките, ќе ги вземеш, вика. Замислете си, бе, брат. Вие сега со мене викат дека ја ќе отварам академија за народ да ги земам парички. А ја викам, не бе, брат, јас тие 1000 сакам да успеам да ги уложам, дел поризично, нели, нова технологија да се уложи, да се открие, за сигурно и устара да има, да успее да се дуплира, да се направи тројно, да се направи 1000-1500 да успеат да се направат. На 1000 500 да успееш да ги направиш е нешто, бе, брат. Ама ја мислам ние ти ги треба, не, ти вика ќе ги собереш паричките. Викам, не бе, брат, вие рековте пред 12 години, викам дека ја ќе извадам амерички пасош. Извадив ли? Не. Станав ли си на збор? Да. Ама дожите ми по €1000 за клаудата, брат. Не се сеќаваме. Вие не се сеќавате, јас се сеќавам. Дожите ми сите тука, пријатели, другари, дожите ми по €1000 за тоа што се кладиме, кажавате, кога идам во Америка да ќе станам американец. Не станав американец, брат. Значи, ако ќе речем нешто е кажем. Тоа е. Верувале, не верувале, враче, ќе си работа до 67 години, сега е супер до 70, само многу ми е криво што стварно нема да работи до 70 години, туку во роботизацијата, ама пак ќе ги затвора така до 70 години да седат така со една бургерче, со еден ладен туш, разбираш, пак има ли токенизација, ќе нема ли, па денеска на компјутерот ќе врте 10 пати да види таа токенизација за едно бургерче, за едно бурече. Дали е стигнала за едно кафенце, за едно цигаренце, значи може еден дим ќе биде. Ние ќе ги гледаме од планината, тука од згоре, ќе ги гледаме и ќе ги си смееме. Таа е. Ако сакат може да додат нивните дечиња, ќе ги пуштиме да видат овца, коза, куче, разбираш, тук ќе биде луксус град. Памнете ми ја думата. За 5 години ќе дојде тоа. И така ми вика и другарите. Братче, никош нема да има какво каже го електрични коли. Бом електрични коли. Абе никош не, замисли теорија на заговор беше и хибрид и електрична кола во моје време. Смеја се. Братче, абе нема да има никош такви коли што возат сами. Во Америка возат 50% од овие 50% е помала платата. Братче, никош нема да има дронови, никош нема да има робочиња. Има. Братче, ја имам 5 камиона, 10, никош ти Америка ништо не знаеш.
Сега диспетчери се върнаха да работят повечето. Абе, братче, на камионче има врат. Ей, брат, ако не бива, ке се вракам. Чекай, пред 12 години, я бев не е нормален. Брат, я нищо не съм погодил, нищо не съм предвидел. Пишува си, луги, фанал съм от терко, пишува си, то е. Пред фаца ни го пущат. Брат, ти само трябва да го аналитически пристъп да го направиш. Аналитически и логически пристъп трябва да го направиш на информацията, брат. Сега я нели на по-драматичен начин ще кажувам или ще грешам зборови, он чека да види дали вай ке направи драматичен говор, дали ке става прерогативен наслов и слигичка, дали ке нещо ке изгрешиш, ке си изглупираш некој зборче, шо нели не си составил реченицата како што треба. Они чекат грешка да ти најдат, не гледат дека чекай бе, дај да видим овај шо врте на тај интернет, брат. Шо врте, дај ние да извртеме чим пари се прават, значи дај ние да направиме пари. Дугато брат, ке возиме тука. Брат, дичини имале. Ти немаш. Ти криптоликито на... Да, моите дичиња, брат, кои се родат, треба да се надвор од овај град и треба да се домашно школувани. И не да пушат со вашите по школите, брат, цигари, марихуани и чуда. Гледате ли разликата? Јас сам одлучил да до 45, да речеме, да не се женам, да успеам и кога успеам, фул, да изградам фамилија. Ама дали ќе најдеш? Здраве да има, ке у Русија ќе на. У Русија, да, Русија ти раѓа по 5-10 деца. Не се ке смее се. Смее се, не се смеал. Братче, има. Словенско ќе се најде. Македонско, античко, што се вика. Многу баво ги знам кои си. Има ги у Илирија, има ги у Србија, фактички Илирија, има ги у Бугарија, Тракија, има ги македонци, така наш ДНК насекаде. Има ги у Белорусија, у Полска, ич да не се керете. Сегде ги има, брат. Сегде. Шо си твоја, ќе си го најдеш, ќе се споете, шо сте били упрега, ќе биде. Ама нема да бидам, братче, моето дете, еве ја ви направив джам престарт. Моето дете не е со тие генерации што ја некам. Зашто да биде? Не е со тие генерации што биде. Значи, еве, моите генерација сите имат деца више од 10 години. Моето дете еноски се роди во иднината, значи нема да биде со ниту еден од тие што ја гледам дека родители тие деца сам проценил дека моето дете не треба да се дружи со тие. Со 0,01% од тие може само да се дружи, што се вика. Не дека се нешто сиромашни или да и фале, и се богати, и се школувани, и се. Ама моето дете е сасвем друго нешто што треба да направи за овај свет, отколку нивните што ги гледам. Моето дете кој се роди кога беше друга интелигенција ќе го учи, не вештачката, туку друга интелигенција ќе го учи, отколку оваа обичната, разбираш. Денеска со некои луѓе ми кажуваат за колку биле корисни вакцините. Не, на тројца луѓе, денеска децата и примале вакцини, ми кажува колку биле корисни вакцините. Јас само ја погледнав и викам, супер, брат. Шо повеќе да и на роката, викам, Господ на помош. Ако се погодат мајстори. Тоа вика. Шо да правим? Супер, сте живи и здрави. Моите ја планирам да најдам, да почекам, да не би ги земали тие работи. Тоа е. Значи, јас живеам од друг свет. Еве, јас сам прочел 30 луѓе да дојдат во академијата. 30 членови, 30 живи луѓе. Што ако има да оплатат, тоа значи се успешни, успеале се. И има да уложат. А оние нема со кој да јат на кафе. Нема со кој да и на кафе, као паразити шетат да најдат некој да го части, нема со кој да и на кафе, кажуват на мене, кај мене што се превеле 30 луѓе за академијата. Па 30 у паралелката една наставничка едва собираше 30 деца и тие 30 деца не можеше да ги научи нешто. Кој е од вашето ово се еве ние беме 42 класа, не се лажам. Ние беме најголемото. Паралелка, ја од тие сите што ги создав, еден не видов да рече јас сум среќен, брат. Еден, од тие 40 сите ги сретав, ми вика, брат, Господа не на помош. А ја бев единствено што го паде од школите и бев против тие професори. Еве овие што ги трчеа со тие професори што учеа, ми викат, брат, еве сите ги сретнав од 2 понедели, сите, брат, беа водушевени, леле, брат, вика, не ја бива. Ама еден да рече, брат, еве успеах, бива ја. Еден, брат, од тие 40-42. И му викам, окей, бујрам, нели, да научам за тоа. Не фала. Браво, лал, брат, успеал си. Дај на нас покажи, окей, дај да ви покажам. За секунда се предмислува, не, сега падна, тоа е глупости.
Секунди, овие луѓе, брат, че се како на овој, брат, како на копче, брат. Ја не икам да ги врегам, ово замисли, ово денеска го прави едениот момент. Утре го прави другиот момент. Дури за 1 саат прави едениот момент, значи последен саат го сретнеш, брат, че втор шпиц, брат, он прави сасвим друг момент. Овие не знаат на која планета се, брат. Не бе, ако лажам, пишете коментари од остоле, брат, пишете дали познавате овие луѓе, брат. Јас сум сигурен дека ќе пишете 100 луѓе, ќе пишат, ако гледат дека познават овие луѓе кои што јас. Сами со секој град ги има овие. Ова се паразити, брат. Паразити, брат. И овај ми вика зашо ќе наплакиш. Те за тоа, за да не ни дојдат паразитите, брат. Да не ни дојде таа енергија да не направи пепел. Од еден ќе се одбранеме. Од 10-20 нема да можеме, брат. Нема. Нема да може да се концентрираме. Еви за кугите што ви кажав во Америка тај. Еј брат што биде. Ке немаш ништо и ќе бидеш среќен емисијата. Гледајте да си продаете се животамо и да си дојдете тука да населеме селата и планините. Бегајте од Америка, брат. Бегајте. Колку и да е стејто погоден, колку и да е се, брат, државата Господ не те е креирал да живееш таму. Дајте тука да направиме оваа држава да направиме со помош на нивната технологија, да научиме таа технологија на кој начин функционира, да складираме тоа дигитално злато, да си капе од тука, од тај волет, од овај волет, од онај волет, да си капе, да си имаш и да помагаш и на другите и духовно и физички да ти оде напред. Тоа е целата, брат. И да не се дружите со паразити. Бегајте од Америка, бегајте од Европа, дојдете си тука додека е време. Милион пати го кажав. Момето бил тај. Абе, момето е тај. Ама, кој ќе дое нов и го види тај мобето, се уклучи. Не ги гледа назад, видијата уназад. Туку тај истиот мобет, што го правам, нели разбирате? Лове нови што треба да ги разбуде. Затоа е тај мобет. Овие ќе дојдат во 30 луѓе. Ова кажи у академијата, значи од истиот мобет. Тај мобет ќе дојдат. Овие тај мобет, нигде ги нема. Од на работа. Значи овие сакат нешто да научат, сакат нешто да променат. Дисциплина, брат, ти треба. Дисциплина и стрпливост. Брато не е проблем. Продадел е, например, луѓе. Брат, што ќе коментираш? Продава луѓе за елитата кој ги руши овие работи. Сите тие компании треба да продават, брат, имат вработени, имат нови проекти, нови чуда. И за жал ќе падне уши 5-10%. Ама кој е мобето? Не може да пропаднат, брат. Биткоин и Ethereum крадано. Зашо се бират трите? И два да имат проблеми, биткоино на подолг период и ги ваде, брат. Таа е стратегијата. Овие сите викате, брат, што ќе правиме академијата, дедеме портфолиото каша и попара, брат. Каша и попара, брат. И оти ни купиме, брат, сега падна. Чекам уште да падне. И паднали денеска? Не. Уиде 8%. Други дојдеа по 10, 11, 20. Епа, брат. Епа, брат. Е погрешен, но ама епа, брат. Епа, брат, со епа, брат не се граде портфолио, со епа, брат не се плаќат сметки, со епа, брат не се населува на село. А истото вика го повторуваш. А они паси прават по нину. Замислете си. Значи ти го повторуваш нон-стоп истото и он паси прави по него. Брат, и шо правиш? Гледај, ја ги вртам сликичките. И он, слушаме, гледа не види. Значи гледај, брат, Altcoin сезона 2017. Гледај. Ово треба да ставам позадина ли, брат, да стоја? Не, брат. Значи гледаш, има си тај квантум компјутер, тај елита си има систем кога како. Значи гледате дека толку ли не може да сванете дека цел свет веруваше во бул маркет. Сите купуваа, а нели да. А сите веруваа. Тие што се упаднале, така ли? Никој не продаваше. Значи имаш квантум компјутер кој што е програмиран да манипулира цената по дадени информации, позитивни и негативни, и имаш криптоберзи кои што исто продават или купуват исто за да не ги исплатат тие комарџии што се коцка за нагоре и надоле. И што е вашата финта? Вашата финта е да ги гледате, да се смеете од страна и само да си товарите, брат. Товарете си, брат.
и си кулирате, брат. Просто како каша. Ама, кога си сам дома и не се стиска некој копченцето да купиш. Така ли? Паднало, не паднало, вика, брата, бе, не можам, века, да купам. Сакам уште да падне. Не може да падне, бе, брат. Знаеш кога паи? Купиш, тогава падне. Не купуваш, пишете коментари. Купиш, падне, не да падне малко, падне, со извинение, опичкуватър падне 5-10%, така ли? Ама секогаш е така. Затоа ти не трябва да се нервираш, брат. Това е нормално да не го направи. Ти трябва дисциплина да направиш. Дисциплина и комплетно да се концентрираш дека си. Брат, ово е биткоин 17 години умира. Трябва, брат, я да вземам стварно да направям такви ноутс, какво се вика? Подсетник. Подсетник ли беше? Подсетник. И, брат, биткоин е 17 години. Подсетник на компютър. Биткоин е 17 години, брат. Брат, яко не рових от такви да ме плукате. Биткоин е 17 години, не е умрел. И ти го чекаш да падне. Шо да падне, брат? Колко е падне? Имам, дай сега ще бил 12 години имам другар, чека на $3,000 и купил не знам там за колко. Още не е паднал на $3,000. 12 години и над магрешки чека да паднете. И ушидения му Сиетъл, вика ки падне на $3,000 ки видиш. 12 години, пъти брат, ке дом после 20 години и со тука со ово, чекаме за 20 години, нема, за 40 години, аз съм по-младолик, за 40 години довајам и у истия момент ке биде. Брат, те само ще не е паднал. Нема да падне на $3,000, брат. Нема да го видите на $3,000. Никой ще няма да го видите на $3,000. Дори да се деси най-лошото. На $3,000 не може да го видите. Логични. Пишете ми у коментари, да видиме защо не може биткоин да падне на $3,000. Да видиме. Кой ке отговоре, интересира, отговорете, Отговорете, шо мислите? Дали може, защо не може биткоин да падне на $3,000? Или ако мислите дека може, защо мислите дека може биткоин да падне на $3,000? И, например, пишете ми тия другите луги, шо викате, Ethereum ке го поминал биткоин и ке задржал там, он ке бил крал. Значи, ако го то мислите, значи ви нищо не разбирате от крипто. Може да му се приближи. Дали може да направи такво нещо? Елитата е луда. Ама не смеят то да го направят право и не може он да стоя на първо место Ethereum. Ако се дезе това да го флипне, да го наде, сме у големи проблеми с криптото. Тогава трябва да тражим комплетно друга стратегия и аналитика. Биткоин е таткото, никой не смее да биде на първа позиция вместо него. Може да биде глич у систему, нещо, хак, на CoinMarketCap или на CoinGecko или какво се викаше, да смене. Иначе по правило не смее, брат, то да се наруши. То златно правило не смее да се наруши, брат. Нито Ethereum, нито Ripple, нито никой не смее. Tether, например, дали ке достигне, да речеме, USDT, USDC, то е стейблкоин да надмине, нели, market cap, да речеме, да, ке изпринтат, да държат, да речеме, да отиде. Збореме за Ethereum, за Ripple, и $1,000 Ripple. Па ми беше прашал. Да, бе, луѓе. $1,000 Ripple. Луѓе, market cap по $1,000. Брат, отеки најаме тия пари. Не уловајте от такви забегани филмови. Сега ги купам, вика, братче, за $100. И ово ке стане $1,000, брат. Ми вика. И вика зашо академия. Ово е интересно. Мобето е чекай дека беше. Mexico is the world leading silver producer with output for 2025 estimate 6300 metric tons. This represents an increase from previous year and accounts for over 20% of the total global supply. Интересно е, браче, баш 20%, 25% мислам дека total global supplies.
баш тамо од како се расипа носачо на авиони, не се удара на Иран и сега утепа клучен мислам главниот тај да речеме на картелите и одеднашка сите вести се префрлија на Мексико. Америка мислам дека е 800 милиарди од дупката за 48 часа, ако не се лажам. Таа рута доле е многу битна, што се запалија тие автопати се. И камионџиите што се плашат да одат. Гледали како ги прават работите? Од тука баш сега одлучија да го тепат. И сите вести се онадеа и овие позапалија цело Мексико. Баш дека е 20% од total global supply на silver, што баш сега среброто е у сите вести, и баш тамо дека за Америка има голема рута што увоз и извоз имат на доста работи. Од Мексико да знаете дека сериозна количина на вошия зеленчук стигнува. Например, ја од Мексико краставица, патлиџан, зелка, морков, приоритет ми е било секој од Мексико, и мексиканците органско там немат такви пари за хеми за чуда. Значи Сиетл, братче, од Мексико Сиетл дека е да видите дека секој има воз, бореме за милиарди увоз. И однешка тие рути се прекинати. Значи и Америка и Мексико губат тука. И тоа е интересно, луѓе, гледаш вие да ги следите и овие работи, значи може да извадите бенефит. Бенефитот ќе го кажам у академијата. Може да си има буџет за бенефит, си вика тоа. Кој разбере. Што сакам да кажам. А ево го направиме. Massive. White House confirm President Trump want to remove tax on Bitcoin and crypto transactions. Тоа ќе е многу јака работа. Гледате ли по секоја цена, луѓе, Америка си граде да биде крипто држава фул. И овие тука ми викат, ти брат што ќе продаваш? Брата бе, ти на Google да го прашаш Google. Дали биткоин е пирамидална шема? На македонски јазик, брат. Дека ме телефон, брат. Пуни се. На македонски јазик, луѓе. Да го прашате Google. Дали биткоин е пирамидална шема? Дали дали блокчейн е фейк нешто? Дали Трамп е лут 200% што збори за овие работи? Абе, самата вешка агенција на македонски јазик и одговора, брат. И овие ми викат на мене, брат, абе, шо продаваш ти, бе? Абе, брат, они за Иван викат, леле, ова е ненормален. Што го гледат туку у градот. Замислете си, ја чекам да ми викнат на подкаст. Замислете си, за Иван викат, брат, ова е бил што и го спаси градот, што и собра пари, брат, за нивните жители. Пари, денар, пара не е прав човек, што денар, пара, што се вика, не е украдел. Што и собра пари за народот тука, што направи повеќе од државата, вика тоа е лут. А па што е дојдел ред за мене? Замислете си, за Иван и за Тимо биле ненормални, што собраа пара, што на светско ниво, брат, сите амбасади дојдеа да и се поклонат, и вие викате, овие се ненормални. Шо левел на клеток е тоа, брат? Замисли си, брат. Брат, со 200 луѓе си ем карано, срекеш од 90% ме сфана, може и 99%, да речеме да не глумат само, ама еве 90% викам, луѓе, шо лупате глупости, брат? Абе, крадат пари, брат. Денар пара немат украдено. Денар. Едно денарче, брат. Не едно евро, не $1. Еден денар. Да. Абе, луѓе, тие што пуштат думи. Шо клеток ја сте, бе, брат? Тоа треба, брат, да има интернет полиција, да има и локална полиција и такви што јадат трици. Оти тај, брат, тоа не, абе, остај го, не е обичен момент. Утре ако ќе требат па нешто за овие сапорт што собират, луѓето нема да донират затоа што има такви група идиоти што пуштат думи дека овие краат пари. Тоа треба да се однесу полиска станица и да го ишамарат, да му помодрат устата, што кога ќе му текне нешто да излаже за некој, да крв да плука, да се со извинение да се посере, брат, од страх. Шо клеток е, брат, да викаш дека Иван и кој кул тим го има да крадеа пари. Денар нема да украдено, брат. Денар. Јас сум испитал, денар пара нема да украдено. Ако има украдено, сега ќе ги затворя како што, нели, од држава да гледам многу и сакат. Значи, тие луѓе направиат тај тим, брат. Тоа треба, тие ако ќе излегат у градот,
Гледам някакви много луѓе така и гледат. От дечките се носи много кул. Брат, ти трябва да го викнеш, кафе да го частиш, чај да го частиш, енергията да земеш, ти седиш со човек што е помагнал на дичиња, што каже го настрадал пожар. Ама тоа што се десило, ко се дешавало после натам, нели, со там ред од тие што се повредените, па избрале политичка партија, па не биле на протести. Тоа е сасем друго, брат. Збореме за Тимо што излезе, направи чуда и помогна. Нив ги плукат, брат, у град. Што да ви кажам? Па што е дојдело ред за мене, што, викам, ќе отварам биткоин ово. Да плукаш луѓе што се помогнале толку многу на тие фамилии. На светско, брат, ти у Америка, брат, да прашаш за нив, викат, брат, кул. У Америка ги имаше на вестите, брат. И увек ти рече, врска, брат. И овај ми вика, после вика, што не излаваш со нас. Па чекай, бе, ти плукаш по тим на луѓе што се толку кул и се успешни, знаат да направат пари, и ги бива за технологија и се шират. И место ти да збориш тоа ти е, брат, че бренд на кочене, брат, да се гордееш, ја едва чекам средно, разбираш, овие викат теге. Ама копирате тебе, копират ова. Некој од негде зема информација, брат. Може би ја да ги копирам за нешто, Може ја некој пат да се изнервирам, да речем, Слава, овие, брат, како прават парите, разбираш, овој ми ги Слава да речем, ама не, брат, кои прават овие пари, достина сакам да го дознавам, разбираш. И брата, во кого направи, нели, типично оно првичниот момент. Али јас се подушевам на тие луѓе, овие, брат, ќе ги плукат. Плукат ги у тргуски. Да, сувер. Седнов со дело тимо, тега, што сеш тие, заe. Бега од тие. Да бегам од тие што помогнале на кочене, брат. Те за тоа немаме држава. За тоа немаме држава и за тоа сме една мала екипа на луѓе кои што Господ не е ставил точно тука. Иван го е ставил за... Погледнете што направи за овие повредените. Плюс го е ставил тука да ги научи ризично инвестирање, да ги научи, да собират информации за таа Америката со тие компании кои што владеат свето, де факто, без разлика дали ќе ти Иван ќе направиш профит или не. Ти тамо се учиш на дисциплина, брат, што да му платам ли. Ти се учиш на дисциплина да видиш одека они взимат информации, да читаш се нешто, брат, ќе искочи. Се нешто ќе искочи. Исто како што викам и ја. Јас сум по-теоретичар на во што колку теорија испадна вистински. Колку теорија испадна реални, брат, Колку? Еден куп. Повеќето. Од 22 години назад во мојата група, повеќе 99% брач, 9 испаднаат точни. Што да ви кажам? И плукат по успешните луѓе. Чудат се, например, има група на луѓе тука што чудат се кога да пуштат негативни момбети за да шират дезинформации. Шо, брат, боле се тоа, брат? Шо боле се тоа? И во е мал град, многу брзо ќе гледам тај каже, онај си додаде. Шо боле се тоа, брат? До кога? Викат, немаме држава, нема бива. Па не ти бива тебе, брат, треба да почнеш ти да се смееш прво. Кога ти рече некој, не ме интересира. Дај им позитивните информации, негативните не ме интересират. Разбираш? Оти ти ако почнеш со негативни, не собираш таа повеќето се лажни информации, ти, брат, ќе те шекнат овие, брат. Па после викаш, што си сам, вика, ти гледам некто. Со кој, брат, да идам? Со Славче, со кој да идам? Се овие другите новите што излават, ја фактички кркорам само ми се приеде, со извинение, се среќавам се со луѓето што почнуваат да се доваѓаат назад од странство, да се видиме, да разменеме мислење. Истиот момент бил. Истиот момент, па истото понашање го имам, брат. Истото понашање не може да мрднат од мртва точка. А тие што го слушате, што бил истиот момент, прераскажате ли го моментот на другите па тие да сванат, да дојдат да речете и чека да сменеме нешто? А истиот момент го слушате? Не. Таа е психологијата. Истиот момент го правам додека не го пренесете на некој што мислите дека треба да го освестите. Setting the tone from the top, naming administration has been incredible on this. Lugie. President Trump setting the tone from the top, naming David Sachs as the crypto czar, Patrick Witt, and then the Senate has been incredible as well. So they're meeting, as far as I can tell, daily on this to try to move this forward, and they just deserve a ton of credit. So all we've tried to do is behind the scenes be constructive,
lay out potential solutions that can be a good win-win outcome for crypto and the banks. And I feel confident they'll get something Is done. it moving forward with these rewards in place for stablecoin? Yes, there's a Yeah. small list of remaining open items, and I think that if a compromise can be found, this Yeah. will get to the president's desk for a signature. Се, другари, вие напишете на филм, на сериал, у книга, Симпсонс, верували или не, вие веќе што сте подолг период у теорија и у крипто, све е веќе испланирано. Овие тука само излават чисто да дневната драма. Ово е све глумци, брат. Јас сам еве до тај левел веќе стигнал, што ово е све глумци. Верувате ли датата кога ќе се случи све е изберена? Разбираш? Се е под точно, нема ништо тука случајно. У светот 99,99% си треба да се случува. Тоа е многу мал процент и беззначаен мал е случаен. Што нема никаков импакт на светот. Се ово луѓе ви е договорено. Овие си играат тука као ова е директор на оваа компанија, Елон Маск не може НАСА, Елон Маск е носил на Марс. Поставени директори, играат ја шемата, ние сме у таа симулација, братче, само ги пратете, следете ги, трупајте си, разбираш, зборе, утре нема да биде, други ден, после 4 години ако сака нема, нека биде. Ама ќе го начекате ако сте страпливи. Брат, 6 години, брат, 8 години ми брмля истиот обед. 8 години го брмля ги гледам. 8 години пред това ги гледав, луѓе. 8 години ги гледав, студирав. Ово е веќе дежаву за мене. Ама ти не следеш ово, не следеш ово. Дежаву, луѓе. Ама ти истиот момент го правиш. Па брат, тоа е еднината нивна изберена и ти треба да си унатре и ти треба да направиш портфолио и да лапаш парите. Ама брат, и мало негативно, позитивно. Да, гледай го. Ама тоа може да вземеш нешто, нели, да изиграеш на, што ви викам тоа портфолиото. На страна што е. Што ќе ги учам. Разбираш? Ќе видите колку ќе биде интересно. Ќе видиме, академијата треба да дае, значи ние овај bull market, нели, да речеме, не го броеме. Почнуваме, да видиме што ќе направиме. Просек за 4, дури една година да бидат од сега, дури и да не дојдат 3 години, да речеме, не бил задоволен или нешто, да не дојдат, нема лутиш, од таа година, што е бил, нели, ќе се води статистика, ќе му се даде, веј брат, и да не дојдеш наредната година у академијата да не си задоволен, да речеме, тоа првичното портфолио, брат, ќе го запишеме и ја ти викам, не го продаваме до, да речеме, до таа година или тоа и тоа ќе го кажем, така ли? И ќе ги запишем и ја тие. Нели, он си оде од академијата, да речеме, не е задоволен, ја ги запишувам тие работи и ги чекам. Моето е запиши на стратегијата. Он може у тие 4 години следниот bull market да ги изиграе другојаче или у bear market да го изиграе другојаче. Така ли? Ќе видиме кој е бил управо. Ако е он е успаднал управо, па може да дојде академијата и он да рече и како успеа до тоа да доеш, разбираш, на среќа ли е, успеа ли да процениш, разбираш? Значи има многу варијанти. Нема тука лутиш. Дојдела се една година, нема, останалме си пријатели, нема тука лутиш втората година не е сакал да доеш или не. Разбираш? Па останаме си пријатели, останаме си пау, нели, контакт, не оно се за информации за се, нели, како со крипто, останаме, ти си више напреден станал, ти си, разбираш, твој сектор, јас сум мој сектор. Ама останаме се дружиме. Секој што е бил еднаш во академијата, останаме се дружиме до крај живот. Разбираш? Па може ќе бидеме у други сектори ќе соработаме. Значи нема крај. Бил си еднаш во академијата, нема лудиш. Разбираш? Еден ми кажам, брат, ако не сум за, откажуваш се, брат, кажуваш, не сум задоволен, втората година не доваѓаш, разбираш? И остануваш сам да си го менаџираш портфолиото и ти нели станал многу напред. Ама нема лутиш, разбираш? Ќе гледаме твојата варијанта, ја гледам мојата варијанта. Разбираш, па можеш втората година да не си академијата, гледаш дека си направил грешки, третата година се враќаш за да коригираш. Разбираш? Ќе има многу варијанти. Еве другар, пробав на еден, викам да дебе викам да ти покажам. Што е тоа LGBT ми покажеш? Еден други вика да не е виножитото. Не, викам, брат. Не, викам, ово е поларна бела мечка, викам. Како викам ги? Ово е бела мечка, викам, само ово на грба е завртено, ово е тетоважно. Таа е келнеро кјумбришева. Кјумбриши. Ја нели расклопам ово чудото. И се некој ме слуша. Од еден од келнерите заинтересиран, брат, да дојде во академијата.
Викам, брат, тоа е поларна мечка, ово е тетоважна грава. Брат, ти се бај, брат. Ово е биткоин. Да видее, викам дека нели паднал на истото. И така како ще го гледаше, ми вика, де заврти го вака. Затворив го телефона. Викам, заебе, брат. Значи ти, он не знае, брат, че чарто да го изгледа, а ми вика биткоин е глупости. Значи да го завъртам. Па да го завъртам, брат, ти вака, ако сакате кочне, бе. Абе, луги, ово е YouTube подкаст трябваше да направя. YouTube подкаст, дигитално неписмени трябваше да се вика канал. Братче, замисли ми вика ово, да го завъртам овака. Абе, да не сакаш со пенкало, да ти го нацртав на надолу, скоро само да биш управо. Брат, не знаат, чарто му го покажеш, ко се прави паметен на масата, и он ми вика, шо, вика. Ово е поларна мечка, бе, брат. Само трябваше две да се. Една да изеде тебе, една да ми изеде мене, шо пробвам да ти обясна, брат. Трябва шоткат да направя това, брат. Шо да ви кажа? Шо да ви кажа, брат? Кажувам ви, луги, реални случки, брат. Реални случки е, сега ако врагям, кажувам, со какви. И овај ми вика, ти, брат, защо ги викаш македонците дигитално неписмени? Друга, реално викам, гледай го, ово е, пробвам да обяснам. И он не знае шо е ово. И ја трудам се да му обяснам, нели? Чарт, дека е. И он вика, брата, бе, зашо по твое да биде? Не, бе, брат. Свагите ми шо сега да кажа. Нема, тоа е. Сега се изнервирав пред компютър, брат. Трябва да вземам чай да кажете за смирување. During this week, and that was the conversation. Should we have a 2% allocation? Should we have a 5% allocation? If everybody adopted that conversation, but it would be 500,000, 600,000, 700,000 per bit. Замислете си, брат, ова, ја брат, мислам, не сам толку мокен, замислете се да го донесам овај брат укочени. Овај ќе земе, ќе ни фрли нуклеарка или ќе го побркат. Нема друга опција. Мала, мислам дека ова е тешко да побркаш, овај мислам дека нуклеарка ќе фрли. Ама ќе си замени со делумнични последици. Брат, типу трилионер што владее со свето и што ги има купено, брат. Овај ако не ги поседува, брат, 40% од куќите у Америка, ја да ме плукате. Со тие керки компании све што има. Вика, биткоин може еден ден да достигне $700,000. Ја ја викам, луѓе, знаете ли кој овај? И он вика Киосаки. Много ми е криво што не земав подкаст да направам, брат. И да речев, дај, брат, да ви слуша народ. Ама знаеш што е лошото? Ке земат после со бест. Треба да ги носам на души. Откако цел свет ке се смее, ке земат ке со бест. Ке земат ке со бест, брат, од срамо што нема се јаде. Значи ти треба да ги испрукаш јавно така, подкаст, ама прво да подпишат дека треба да се појават на ово, дека дава дозвола да треба да го избришам видеото. Брат, овие вика ово Киосаки ли вика, ќе ми кажува на мене, викам, брата, бе, да, Киосаки, вика, ми мене ме нервираше, ама викам, не е Киосаки, брат. 700,000 вика, ти вика, другираш ли се, бе? Ама не ти вика, брат, нели, математички нешто да правим обет, дали е логично или не. Че он е директно со, ти другираш ли се, бе, брат? Значи, брат, најбогатиот човек што владее со свето е ненормален, брат, што излава и јавноста се глупира, брат. Значи, ако излава најтрилионеро, вика, да се глупира, значи ја читам и сврзувам логика и пробам логиката да ви објаснам, разбираш ли? Вај ми вика, ви, например, академијата, да речеме. Ке дојдат академијата, вика, јас знам, нели, портфолио во оно, ама ја вика, гарантирам дека вие сите луѓе, освен Славчо, академијата, дека не верувате 100% у биткоин и крипто. Еве ќе кажам зашо. 700,000 треба да стигне до милион. Продадовте ли ја куќата? Живеете ли под кирија? Така ли? Продадевте ли ја куќата? Живеете ли под кирија? За да го дочекате тоа дека еве 100% знаете ке наде. Ја сега некој рече што не продаваш стан. Брат, мајка ми, да е жива здраво ше 200,000 години, да не беше, не дај Боже, да не беше, јас станал, ви кажувам само што идов во Америка,
Ово е 64 квадрата. Дедо ми, Бог да го прости, го е изградено. Ово е хилта него бута, нуклеарка, ја мислам дека бункер не ми треба носо, ја тук сум безбеден. Тука шо имаме и треба глед добро е. На Мистери подкасто треба да идам, да ме подсетите Мистери подкасто, да ме подсетите да идам у скривницата доле да рестартирам. Ќе купам рефлектори, да идам да видам у кој е клучо. Сакам ја да го земам клучо. И да тражам дозвола од општината која е заклучена, да улезам доле да ви покажам дедо ми шо е изградил, брат, ке паднето несвес. Да се надевам дека не е уништено. Да ви покажам, да ме подсетите кога ќе направам Мистери канал. Помнете, тука имаме сунгери, шо помнат. Помнете, кој направам Мистери канал, да снимам подкаст за скривницата, шо ја кажав тука, да видите шо е направил дедо ми. Ово, другари, сега 64 квадрата, еден вика. Утре си изсили, давам ти 64.000 евро. Ја му викам, не дай Боже, викам, мајка ми да ме жива, викам, одма ти го дава вклучил со се унатре, освен компјутер и масичката што е многу јака. Не може да ви ја покажам, масата е многу јака. И нели куферите си ги зимам и овие тука што имам, нели. Другото се ти оставам, ако не отидех да живеам под кирија и уживо да ги ставев парите у биткоин, не у биткоин, ги ставев 30% у биткоин, 30% у етериум и 30% у Cardano и 10% ќе изберев овакво, кажи го, ќе ставев у Стар Атлас, да речеме. Еве, помнете, стано е, колку е? Еве. Имам тип што ми дава. Брат, сега, мајка ми си е сврзана за стано, не може да речем, брат, на мајка ми заме сега ќе ми подкрие. И други фамилии има така, разбираме, ама сакам да ви кажем, има луѓе што се поповише станови. Ќе видите еден сега продаде. И купи нешто, ќе снима подкаст. Ќе видим колку профит ќе направи. И има уште еден друг. Ова едениот 100% ќе снима, ако не ќе се покаже лицето, нема се го покаже. Ама ќе снима, ќе ви покаже. Ќе видите што е купил, ќе видиме колку профит. Продаде стан, разбираш ли? Чекај бе, продаде ли го стан? Ти пошо е, ще даде го продаде стан. Едениот го или не го е продал уште. Мислам дека у секој време треба да му се продае стано, да се надевам дека да се продае што побрзо и да купи тоа што треба да не е литне. Мада и да литне. Пак ќе успее да направи пари. А мовето што е? Чекај. Не. Декој е Даниеле, брат. 64.000. Така ли? Не бе, што ќе радам. 60... Цените треба да ги запомнам. На 68.000 30%, на 2100 еве го 30%, така е Карданото. 0.30 на 30%, така ли? И Стар Атлас е... дека ми е тоа, бе? Зашо ока? Не ми watchlist-а, дека ми е? Зашо не ја дава почетно? Звездичката не се уклучуваше и да... Зашто се отръгнале тоа? Покажава ги цените и ќе видиме следниот bull market. Следниот bull market кој се деси 2031 ли ќе 300 ќе видиме. Стар Атлас дао е 0,016. Брат, тие 10% само Стар Атлас што ќе направат. Сега, брат, да можев, колку верувам, ставам го на оваа цена. Да речеме, продел сам го. И сам го купил денеска на овие цени. Ќе опомнеме видеото, купил сам ги на овие цени, да видиме шо ќе биде. Има луѓе што имат 2-3 стана, 2-3 куки, брат, така му стое. Така. У Кочи има луѓе што ги знам и по други гради така му стое. Шо да ги направам? Брат, ти да зренташ, не можеш да направиш таков профит, брат. Може само се нервираш и да ти уништат. Не можеш да направиш таков профит, брат. И овие тука има некој, tego е. Како беше да си продавам куките, а? И се смеат. Момак. И онај други му вика, мало. Колку ти е куките? 150.000 евро. Колку беше биткоино? Запомнели. 16.800, така ли? Абе, момак. Неписмен. 8.9. Така ли? Стай го 9. Не, 8.9. Биткоини. Ало. Глуп. Туп. Неупотреблив. Математички, дигитално неписмен, брат. 9 биткоини скоро. По 125.000. Мале. 1.100.000
116,000, бе, брат. Значи ти, що се правиш паметен, а не знаеш цената на биткоин, колко е била, кога си го онадел гледал видеото, правиш се паметен на чайче, нещо да отвориш мобет. Знаеш оно, нели, кога сакаш да лупнеш, ама ти не си спремен, шо лупаш. И му викам, братче, колко е? Ама одега знаеш ти на декилите на 125,000. Брат, той веки е литнало, бе, брат. Той е литнало и паднало. Значи оно литнало 125,000, он и не виднел, разбираш ли? И ми вика, одега знаеш. Па виж литнало, бе, брат. Значи над неговата куки от $150,000, за 4 години. Пред колко беше, не се кам точно, за 4 години, $1,116,000. Шо ке правя фиат тия 4 години? Живееш под крия. Живееш и под крия, брат. Какво ки и плаки? Па нямаше да пиеш по 3 кафини, нямаше да ки скрач кафани, ки живееш под крия и за 4 години ки беше милионер. И добре, е поминало веки. Поминало? Окей. Ама види следно. Брат, няма шанси. Гледаш? И уши 10 пъти ке ти ги кажувам истото, уши 10 булмаркети, разбираш ли, па и на истия момент ки видиш. Това е това. И овай вика, шо повторил ще па тебе. Еве го сега, кажу, я сега да може. Роб. Гледаш, не работам. Дойдял съм тук, не работам. Криптото е паднато. Живеем от стейкинг ревордс, така ли? Академията. Да има, мислям, не дай Боже, да нема, нели, да беше само фул мой. Другари, аз сега ки оставя. И ки ви снимам видео. Мене ми е много криво, много ви е криво. У Америката, пред да се случи ово, трябваше ви кажа в милион път да не се повторам. Ако ги вземе в тия 100 бона тая проект да го изгравя в тия куки, и аз уживо ки ви снимав, то ми беше план. То ки беше най-ки план, ама Иван. Иван ми снима видео, шо вас ви мрази да го гледате, брат. Иван ми снима видео, кое шо, колко души го имат? 569 го имат, гледа. Ово 326. Имате тип, шо го правя това. Шо я сега ви го кажувам. Взема пари и ги набута. И имате видео и да видиме дали има бенефит или не. И това ще се вика, он си ги бира, да речем, айде, коините. Другари, проблемо е 300 билион injected back in the crypto market today. Замисли се, бе, брат. 300 милиарди. Я ден го и засрамев. Викам, какво е, бе? Викам, милиони, милиарди, билиони. Ма не, бе. Сигурен си? Брат, вика, аз математик съм експерт. Машалла, вика. Ти $5,000 трябва в академията. Да дойдеш, викам, да не учиш математика. Смея се. 300 милиарди. Денеска са улезели ово. 300 милиарди. Я мислям дека 300 милиарди е севкупно бюджето на целия Балкан, може да излагаме и у други държави. 300 милиарди, брат. На Македония колко е? 5-6. Сръбия колко е? 10, а България 15, да речем. Значи замислете си до 300. Ние цел Балкан и излагаме веки и надбър, брат. Ако не се лажем, 300 милиарди Кина даде за армията за една година. Замислете си Кина каква армия има. И ти пробваш да му обяснеш. Он вика, брат, биткоин, той е глупости. Значи денеска некой фърли за глупости 300 милиарди от биткоин и крипто. Той е целият воен бюджет на Кина. Че баш да ви намеря. How much is the military budget of China? 247 милиарди. 1,2 милиона, ако не се лажем, армия. Храна, вода, плата за 1,2 милиона армия и замислете за каква машинерия да се поддържа, се потрошени за една година 247 милиарди. Денеска се улезени 300, брат. Той е скоро за 50, брат, че повише. И вие ми викат, брат, ти си ненормален. Брат, аналитички пристъп. Ти ми правиш мене ненормален за нещо, що други от цял свет се купили 300 милиарди. Скръшев и... брат, трябва някакво другяче да го наместам, брат. Я по-напред мава в сораците, ама нещо аголо ми е... О, брат. Гледай го отговора, брат. Гледай колко е просто и едноставно, брат. Не ли е просто и едноставно, брат? Не ли е просто и едноставно? Значи, си сакаш да ми кажеш дека 300 милиарди се лупнава денеско биткоин крипто, а то е глупост.
А Кина толку има, што планира цел свет да го освои со таа војска. Тоест прво Тајван, па после да не е матера сите. Со извинение. Нема луѓе. Аналитички, логички пристап нема. Кој ми рече што се иселило од Америка, гледај брат. Полицијата што си го ризикува живото. Да не ја почнем темата. Полицијата што си го ризикува живото е оставена гледа да ги исполнува тога. И ти ги живееш со тие ли? Беге брат. Беге. Ова е по Англија опсил ги овие, после него го опсили. Да ти дојдат дома ти крадат. Бегајте од Англија, бегајте од Америка. Тоа е, другари. Чекай, што сум пишал тука? Да, се зависи од Трамп. Еден подпис. Цап. Ујде. Брат, чекай да не направам така. Нема, што ќе врата. Февруари 23. Немаме ги другите ово. Треба да се земе машина за ово. Брат, одакle ми изведе тие матер што извинени. Тоа е другари. Мобето е, гледаш истиот мобет е, ама логички пристап. Дома кој ќе ви речат нешто, брат, зашо ќе одиш академијата, лупнете му го видите, рече гледа некој од цел свет купија за 300 милиарди. Па валјда не сме сите луди, брат. Чао, фала ви и да се надевам дека што повеќе луѓе ќе дојдат у академијата, да си направиме едно друштво, па ние да се дружиме, брат. Пошто ја тука што гледам ово, Господа ни напомниш. Гледајте да наскоро ќе бидете сите, на сите ќе ви се јавам посебно и мобето е дека чекам да ми кажат точно, разбираш, не да отворам па после да викат не бива. Чекам да видам какво е информатички науки, све како треба да биде компанијата за да биде, разбираш, све легално, да биде све средено, да биде господски, а не утре да отвориме да затвориме. Значи да биде легално, господски све, за да упаднете и да си држиме. У поголемиот дел луѓе ќе направиме, има на Дискорд готово е, ќе биде и онлайн, ќе се сретнеме и уживо, ќе биде и онлайн, со секој посебно исто ќе се разговара и све, со секој посебно ќе се составе сите тие договори и волите и се, и ќе се договориме, ќе видиме што како ќе биде. Тие што сте од Германија, гледам од Шведска, тие ќе бидете преку месенџер известени, пошто гледам плюс 491 плюс 496. Не можем да ви се јавам од мојот T-Mobile, не знам дали ќе ме отперат некоја луда сума. Додуше треба да прашам од T-Mobile. Кажете ми, ај вие дали сте на T-Mobile, там па вали да има нешто. Ама на месенџер ќе ве контактирам. Да се надевам дека не е проблем и пишете ми пораки тие од академијата што сте за кое време ви одговара да се јавам. Оти на некој што звонив, гледам дека не беа достапни валјда, па не ми текна да ја пишам дека ова е мој број. Уствари на сите ќе ви пишам и дека кој е мојот број, што го земав за да таа е број за академијата само, што го земав кој мобилен број за да знаете да очекувате дека сум ја тај, валјда некои луѓе не се јавуваат на непознати. Чао другари и ќе се видиме у академијата и да, кога ќе оправам тука свежи академијата, тугај за Мистерии канал ќе направам. Чао.